Добро, значи по однос на годишното обраќање на председателот Иванов пред Собранието на Република Македонија, ќе истакнам една работа, а тоа е дека како представник на државата, председателот Иванов има ставови кои што ги застапува во континуитет, без разлика на дневно-политичките превирања во Република Македонија. И сметам дека таквото држање до своите ставови и принципи, а не поведување по дневно-политичките случувања, е добра одлика за еден политичар кој што треба да ја представува државата во име на сите граѓани. Отсуството на СДСМ и на ДУИ од седницата на која што се обраќаше председателот Иванов, го цениме како отсуство на капацитет за политички диалог и како отсуство на минимум политичка култура пред државните институции. По однос на оние работи кои што ги истакна председателот Иванов, би сакал да потенцирам две работи, едната поврзана со безбедноста на Република Македонија, а тоа беше неговата наредба како врховен командант за вклучување на армијата на Република Македонија во заштита на јужната граница, соочени со феноменот и предизвикот наречен бегалска и мигрантска криза и нивното обезбедување на границата, како и со физичко присуство, така и со поставување, би рекол, на одредени времени бариери. И втората работа, која што сметам дека е од меѓународно значење, но важна за Република Македонија, е тоа што председателот Иванов и покрај повеќето обиди и притисоци од страна на одредени меѓународни фактори, сепак го одби барањето Република Македонија да биде бегалски камп за 20, 30 или повеќе илјади бегалци или мигранти, кои што нашата земја не ја гледаат како целна држава, туку држеше до својот принцип дека Република Македонија е само транзит држава, која што може да ги понуди своите добри услуги, своето внимание, дури и нашите, би рекол, буџетски ресурси, бидејќи голем дел од тие работи се на трошок на Република Македонија, но ништо повеќе од тоа не треба и не би требало во иднина да биде прифатено од страна на Република Македонија. Го цениме овој негов доследен став како принципиелен и сметаме дека истиот треба да продолжи да го застапува пред сите соговорници од страна на Европската унија и другите релевантни фактори.